се помалку првачиња има во училиштата низ државата. Тоа го покажуваат податоците што ги добивме од неколку општини. Бројот на учениците во прво одделение се намалил и по неколку десетици во однос на минатата учебна година. Така во училиштата во една од најголемите скопски општини Аеродром, годинава има 829 новозапишени ученици. Лани во истата општина имало 933 првачиња. Во општината Центар пак, годинава има 564 деца во прво одделение, додека лани имале 609 првачиња. Ситуацијата на територијата на општина Карпош пак навидум изгледа дека е подобра. Таму годинава се запишале 691 прваче, односно само 10 помалку од лани. Но ако се земе во предвид дека општината опфаќа 10 основни училишта и повеќе населени места, тогаш бројката е далеку од солидна. Наведените податоци укажуваат дека главниот град веќе не е имун на празнењето на училишните клупи. Во поминатите години повеќе се случуваше иселувањето да биде поизразено во споредните градови, додека во последно време почнува да се случува сето ова и во главниот град, значи се повеќе и повеќе знаат ученици да се иселуваат заедно нели со целите семејства. Трендот за намалување на новозапишаните ученици е продолжение од минатите години и се случува на територијата на целата држава. Во моето училиште во кој што работам, например, на почетокот од учебната година 2002-2003, бројот на ученици бил околу 1300, нешто над 1300, но на почетокот од оваа учебна година бројот на ученици е нешто повеќе од 880. Тоа значи дека во рок од 20 години четвртина од учениците се отпишани, односно не се наши ученици. Намалувањето на учениците води и кон затворање цели паралелки. Бројките се уште поалармантни. Во последните 4 години 4 одделенија се затворени. Тоа значи најмалку 4 наставници не се повеќе вработени во нашето училиште. Затворањето на паралелките пак директно влијае и врз обстојувањето на училиштата. Законот за основно образование предвидува точна бројка на ученици во една паралелка, тоа е 20 од 30 ученици. Така да, ако продолжи ваков тренд на намалување на ученици, во одредени школи може да се случи и до намалување на паралелки, а понатака и до затварање на училишта. Наставниците велат дека меѓу тие што се заминуваат со своите семејства се и многу квалитетни ученици. Во Македонија имаме навистина добри ученици, солидни ученици. За жал, тие ученици заминуваат од државата. И тоа како наставници нас не ни се допаѓа, бидејќи навистина нас како држава ни треба квалитетни ученици кои што ќе продолжат. Покрај учениците заминуваат и самите наставници. Нивните места тешко се надополнуваат. Причина за тоа, како што велат представниците од образовната фела, е што на факултетите се помалку се продуцираат нови кадри. Заинтересирани наставници за да работат со учениците имаме се помалку и помалку. А тоа е системски проблем затоа што на голем број од факултетите во државата имаме по 1, 2 или 3 идни наставници кои што би работеле. Во немањето ефикасно решение за надминување на недостатокот од нови едукатори, дел од наставниците самите се обидуваат да ги потикнат децата да станат нивни идни колеги. Времето оди напред, се менуваат работите и затоа ние како наставници тој тренд мора да го следиме, да ги мотивираме учениците, па и да ги мотивираме да наследат нашата професија. Причините за заминувањето на целите семејства се многукратни. Лицата што се вклучени во образовниот процес апелираат решението за проблемот да се бара на ниво на целото општество. Политиките мора да се менуваат, мора да се создава квалитет. Партизираноста треба да излезе од институциите, да се бара квалитет, односно критериуми. Затоа што ако има критериуми на вработување и така натаму, тогаш ќе имаме и задоволни корисници на услуги. Тоа што се уште дава надеж е посветеноста на самите наставници да пренесат знаење на децата што останале и во најмалите средини. Во руралните средини имаме училишта што имаат по 1, 2 или 3 деца. И се уште тие постојат. Тоа е пред се поради ентузијазмот и на општината и на наставниците кои што и поминуваат по 60 километри дневно за да стасаат на работа и за едно дете. Според податоците од Државниот завод за статистика, вкупниот број на ученици во основните училишта на почетокот од ланската учебна година бил 185.099 деца. Тоа е за околу 1500 ученици помалку од годината претходно. Целосните бројки за запишаните ученици во новата учебна година допрва ќе се анализираат. Но судејќи според досегашниот тренд, голема е веројатноста дека наставата и во текот на оваа година ќе се одвива со многу празни клупи во училиштата. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.